Почитувани гледачи, добар ден. Вторник, време е за медицинско катче. Ниски температури, вируси, кивања, преполни чекалници. Станува збор за грип, инфлуенса или ковид. Кои се разликите во симптомите? Како можеме да се заштитиме и како да поработиме на имунитетот? Утрово на оваа тема зборуваме со доктор Александар Дервишов од приватната болница Аџибадем Систина, инфектолог. Докторе, добар ден. Добар ден на вас и на вашите почитувани гледачи. Најавив дел од прашањата за кои што ќе подискутираме денеска. Паднаа температурите, веќе и чекалните почнаа да се полнат, станува збор за грип, настинка или се уште има ковид? Па пред се би рекол дека сите три работи се можни, иако се уште е релативно рано за почеток на сезоната на грип. Таа се очекува да започне некаде од, да речеме, 40-тата недела, што се поклопува со крајот на месец октомври. Ковид нема некаква нарочита сезона, можно е да се појави во целиот тек на годината. Настинките се јавуваат континуирано, поготово при вакви пониски температури од вообичаените. Кажете ми, има ли разлика во симптомите? Обично велат дека грипот има многу мал период на инкубација, кај ковидот е малку подолг. Може ли, ви доаѓаат пациенти на прв преглед да утврдите за што станува збор или сепак следат лабораториски испитувања? Неопходно е за да се направи јасна дистинкција, да се направат и лабораториски и некои молекуларни исследувања, бидејќи третманот, иако симптомите се слични, во поголем дел се поклопуваат, кај грипот траат релативно пократок временски период има на инкубација, во споредба со ковидот голем дел од симптомите се преклопуваат, со разлика на некои поспецифични, како што се губење на мирис и вкус, кој што не е карактеристичен за грипот, но потребно е да се направи, да речеме, барем минимум оној брз антигенски тест, со кој што ќе се направи јасна дистинкција дали станува за грип или инфлуенца или ковид. Околу лекувањето, дали треба да се земаат антибиотици без консултација со лекар, бидејќи грипот е сепак вирус, па и ковидот. Како оди тука лекувањето? Лекувањето, поготово за пациентите кои што се третираат амбулантски, не е препорачливо да се дава веднаш антибиотик, поготово доколку се утврди диагноза која што е една од овие, значи ковид или инфлуенца, затоа што антибиотски се третираат само инфекции каде што има бактериски причинител, што во оваа ситуација не е случај. И треба да се направи јасна дистинкција. Тука треба да се третира со антибиотик стрикно доколку има компликација од типот на бактериска бронхопневмонија, која што е најчеста компликација на примарната вирусна инфекција. Ако добро ве разбрав, рековте дека грипот се јавува 40-тата недела практично во годината, крај на октомври. Од она што го видовме во текот на изминатиот период кај нас по некоја план и програма треба да започне тогаш вакцинацијата. Ајде да позборуваме малку околу тоа дали е навремена вакцинацијата, обезбедени се 80.000 вакцини и кога да го очекуваме колективниот имунитет за грип? Па колективниот имунитет за грип можеме да го очекуваме најмалку 3 недели по вакцинацијата, сега зависи со кој тек и со каков интензитет таа ќе се спроведува. Мислам дека крајот препорачаната кај нас и кажаното претходно дека во тек на наредните 2 недели ќе се отпочне, малку тука мислам дека временски касниме во тој поглед, но би требало да го стекнеме, да речеме, колективниот имунитет некаде околу 20 ноември, доколку биде се како што треба. Така да, мислам дека има релевантни институции кои што
направиле проценка дека овие 80.000 вакцини би биле условно кажано доволно. Треба да се вакцинираат ризик групи возрастни над 65 години, пациенти кои што имаат коморбидитети, бремени жени и исто така е препорачливо за младата популација, односно за децата, поготово помеѓу 6 месеци и 5 години, затоа што дел од нив посетуваат градинки, школи и така натаму, значи простории каде што има голем број на луѓе и полесна е трансмисијата на овие заболувања кои што, како што знаеме, аерокапково и со аеросоли се пренесуваат. Така. Тоа е за грипот. Што станува со ковид? Дел од нас примија нели вакцина, ревакцина, некои примија и трета вакцина, во меѓувреме беше оставено на свест и совест на пациентите. Во моментов сега немам информација дали воопшто има некаква вакцина која што се нуди за ковид и што велат последните истражувања. Дали таа вакцинација заштитува исто како грипот на 1 година, бидејќи грипот, мислам, вакцината против грип е 1 година против инфлуенца. Така, последните соеви кои што циркулираат на глобално ниво, овие претходните дози на вакцини кои што словно кажано се примија 2, некои и 3, се покажа дека има некаква модификација во структурата на вирусот и повторно, значи, како што знаеме, имаше ни светот некаде бранови, кои помалку, кои повеќе изразени, така да може да се каже дека не, условно кажано, не ги опфатија овие нови соеви, тие постоечките вакцини, така да исто е и за ковид и за инфлуенца, значи на годишно ниво има некакви мутации во генетската структура на вирусот. И за ковид и за инфлуенца, така да неопходно е да се моделираат вакцините врз основа на соевите кои што циркулираат во изминатата година, најчесто. Тоа значи дека ќе треба да примеме 2 вакцини доколку имаме некаков коморбидитет. Па веројатно да, но се уште некои прецизни податоци нема во однос на ковидот. За инфлуенцата стандардна е таа квадривалентната вакцина која што се дава секоја година. Кажете ми дали спомнавме на почетокот официјално дека ковидот нели календарски, ковидот инфлуенцата календарски не ни е присутна. Меѓутоа, од она што го знам, последниве неколку недели циркулира некаков вирус, аденовирус, бактериска инфекција, вие ќе ни кажете зашто поконкретно станува збор. Има нели диареи, повраќања, меѓутоа има и високи температури и кашлици кои што траат по 2-3 недели. Зашто конкретно станува збор? Тука конкретно станува збор за веројатно аденовирусот, веќе го спомнате, и други вирози кои што најчесто предизвикуваат настинка, која што, да речеме, предизвикува идентична симптоматологија како инфлуенцата, но е далеку по беневолентна, да речеме, успоредба со инфлуенцата. И тие како опаѓаат надворешните температури, ќе ги имаме во наредниот временски период, се додека, да речеме, инфлуенцата не го земе замавот со бранот и комплетно, да речеме, да ги миноризира како причинител. Така. Докторе, доколку се појават компликации, нели, како резултат на грип или ковид, какво е хоспиталното лекување? И кога практично е време за хоспитализација? Вака, значи време за хоспитализација доколку овие почетни симптоми перзистираат 4 до 5 дена, значи се уште перзистира покачена телесна температура, има кашлица, отежнато дишење и слично, пациентот се јавува прво амбулантски кај нас, ќе биде реализирана рентгенграфија доколку се верифицира пнеумонија како компликација на првичното вирусно заболување, тогаш пациентот би се хоспитализирал и покрај овие првични би се реализирале некои дополнителни анализи. Тој би бил поставен и на антивирусен и на антибиотски третман,
со кој што во зависност од како ќе се одвива состојбата би гледале колку време колку време хоспитално пациентот би имало потреба да биде третиран. Во принцип ова се санира за од 10 до 14 дена, толку е болничкото лекување потребно за да речеме пневмонија вирусна со компликација на бактериска во случајов. Така да обично имаат добар резултат на комбинираниот антивирусен со антибиотски третман и од прилика за некои 2 недели сите пациенти се пуштени на домашно лекување после хоспитализацијата. И за крај на интервјуто, докторе, околу препораките до пациентите. Што кога станува збор за мали деца, нели, вакцинација, лекување, за средношколците, бидејќи постојано се возат со јавен превоз, излегуваат на јавни места, иако немаме нели официјално се уште инфлуенца, меѓутоа станува збор за 90 на 15 дена, кога треба да се појави. И за оние највозрастните кои што се најчувствителни, кои што имаат и други болести. Препораката е до сите групи кои што најчесто, што ги рековме, се засегнати, за повозрастните пожелно е да се вакцинираат, за луѓето со коморбидитети исто и за младите исто. Сепак се е ствар на нели лично убедување и желба за да се вакцинираат. Што се однесува до јавен транспорт, доколку да препочитаат носење на маска, за да се спречи трансмисијата, бидејќи начинот го кажавме, кој е на трансмисија, 20 луѓе кога би носеле маска, речеме се миноризираат шансите за трансмисија на некои 2%. Така да пожелно е, доколку се наоѓаат во затворен простор, доколку има многу луѓе, да се носи маска, доколку може. И за лекувањето, за крај, да им препорачаме нели да не се лекуваат на своја рака? На своја рака со антибиотици да не се лекуваат доколку за тоа медицинско лице не постави строга индикација дека има потреба истото да се третира со антибиотик. Доколку се потврди инфлуенца кај нив или овие што ги рековме актуелно вирози сега кои што се актуелни или ковид, истото додека не се потврди, рековме со молекуларни анализи, кога ќе се добијат потврда дека стриктно станува збор за вирусна инфекција, да не се почнува веднаш со антибиотски третман. Антибиотски третман се отпочнува доколку има некаква бактериска компликација на ова што првично отпочнало, стриктно во тие услови. Спротивно се прима супортивна терапија, антипиретици и антивиротици, во зависност од вирусот кој што ќе биде добиен и односно изолиран. Така. Ова беше доктор Александар Дервишов, имунолог и инфектолог. Ова беше доктор Александар Дервишов, инфектолог од приватната болница Аџи-Бадем Систина. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма, очекувајте го издавањето на нашиот весник и секако следете ги информациите на нашиот веб портал. Останете во добро здравие и следете Слободен печат. Ви благодарам за вниманието.